Драги мои, повторно во живо студиото на Јади Бурек на ТВ Сонце. Повторно имаме уште еден гостин на Skype линија. Режија, можеш да ми го пуштиш вака да го чујам барем шумот негов. Тоа е господинот Бучковски Златко. Златко, дали се слушаме? Јас одлично ме слушам. Одлично. Ми вие мене. Здраво, добро вечер и добре дојде. Вие сте електроинженер, дипломиран електроинженер, моментално магистерски на тема биоинформатика. Точно така. Насока биоинформатика. Така. Дали вашето стручно познавање и занимавање со оваа област може да ни помогне во вака разјаснување малце на недоумиците и оваа параноја или овој оправдан или неоправдан страв кај јавноста во врска со 5G. Прво да те прашам, дали го следеше мојот разговор со претходникот? Одлично. Да, одлично. Па повели, еве, што можеш да ни помогнеш во врска со 5G, да се надоврзеш и на Петар, кој ја мислам кажа некои интересни работи. Да. Бака, јас не сум теренски стручнак, значи не работам моментално со 5G мрежи, но имам доволно познавање од теоретската област, која што и во насока на мојата моментално магистерско студирање на биоинформатиката, која што ги поврзува компјутерскиот дел, инженерскиот дел со биолошкиот дел, бидејќи сепак станува збор за опасност по здравјето кај луѓето, по човековите ткива, животните и така натаму. Така што молекуларната биологија, електромагнетизмот доаѓаат во одлична симбиоза и многу ми е мене страшно го учам тоа. Така што да дадам вовет онака генерално. Да, те молам, што значи тоа биоинформатика и како можеме да го поврземе тоа со 5G сега во моментов? Да. Добро, биоинформатиката е интрадисциплинарна научна област, прилично современа област, со развитокот на геномот, нели, од претходниот век, кој го декодиравме човековиот геном и со сите тие информации што ги содржи, отприлика 3,2 милиарди букви има во нашата ДНК, и тука се развинели таа научна област, како се тие информации ние да ги користиме за наш добробит, за борба против канцерот, за крвно сродство со луѓе. Но исто може да гледаме колку е стабилна нашата ДНК, како влие, нели, колку мутации, колку често се случуваат мутации, дали од кои услови се случуваат мутации. И мислам дека е предизвик во ова време да се одговори на тоа поле. Конкретно Петар збореше на пример за јонизирачкото зрачење. Чекај малце. Ме заинтересира нешто друго во врска со биоинформатиката. Во суштина сакаш да ми кажеш дека она што го носиме како код, како што ќе израстеме, во кој вид, како ќе изгледаме, како ќе се развиваме, е некаков софтвер кој го носиме во нашите најниски структури на молекулите како информација, така? Точно. Дури основачот на Microsoft Бил Гейтс има кажано дека ДНК-та е софтвер најсофистициран до сега направен. Значи, од не само за надворешни карактеристики, кога ќе ни пели косата, какви очи ќе имаме, брчки, колку внатрешни органи на клеточно ниво, физиономијата наша, крвни групи кои ќе видиме, сето е запишано. И денеска дури се прават експерименти каде што наоѓаат ДНК од човек и можат да го симулираат и неговиот изглед. И прилично многу близко сме стигнати со тоа, со вештачка интелигенција и предвидување на кои протеини како ќе се формираат. Браво. Импресивно. Може да се надоврзам на тоа негово интервју. Дали знаеш дека тогаш кога го изјавил тоа, го имаат прашано дали сте верник? Рекол, вика, секако дека не сум верник. Тогаш вика, одговорете ми на следно прашање. Не, дали има Бог? Ви рекол, Бог нема. Ние сме, вика, тоа што сме. Добро. Века, тогаш кажете ми, еве, дали било кој информатичар во било која да фрли еден куп податоци во еден сервер, во еден виртуелна ситуација која ви е, и од сето тоа да се произведе макар наедноставен вирус. И Бил Гейтс и неговите тие што рекле дека не може
да се произведе никаква програма, а камоли вирус, компјутерски вирус, рандом, случајно. Значи, од сите тие кодови на Windows-от и овие сложени оперативни системи, не може, вика, случајно. А велите дека ДНК-то е информатика која случајно се создала. И останаа тие 3 точки како една теолошка расправа. Не ве водам кон тоа. Една кратка забелешка тука. Основачот на тој Human Genome Project, што беше, Добра. Значи, директорот на тој проект, Франсис Колинс, што го водеше тој проект и се смета за најголемо откритие на 20 век, декодирање на човечкиот геном, он е верник, например. И он го има сличното кажано и дури има 2 книги напишано на тема наука и информатика, биоинформатика. Баш така. Така. Не, да не идеме сега кон тоа. Кажите ме, биоинформатика, дали биоинформатиката се сведува конкретно на ДНК? Она што ДНК-та во нашите репродуктивни клетки или во нашите клетки, како ќе се репродуцираат и така натаму, или има и некое друго значење кое би можело во иднина да се користи во креирање вештачка интелигенција, андроиди, роботи или слично андрогени некакви суштества под наша контрола, Blade Runner, Westworld и така натаму. Централна тема и она што ја потикна биоинформатиката како област секако е човечкиот геном, значи ДНК-та, потоа РНК-та, што е нели многу блиска со ДНК-та, но не се тоа единствените информацијски молекули во нашето тело. Дури протеините, малку мина знаат дека и тие се информацијски молекули, бидејќи тие се синтезири на аминокиселини. Тие 20 природни аминокиселини, така што секој протеин е реченица, една долга непрекината реченица од тие 20 букви. Тука спаѓаат и ензимите, во нашето тело има околу 2700 ензими, секој ензим по прилика по неколку стотици до илјадници аминокиселини, по точно одреден редослед. И предизвикот за биоинформатиката е, например, ги скенира 5000 луѓе и забележува една мутација што е карактеристична кај луѓето што имаат канцер на простата. И вели, ова го мапираат генот и велат, оваа мутација е најверојатно 80% води кон канцер на простата. Тоа значи дека ќе ти кажат од твојата ДНК, ќе ја секвенционира и ќе ти речат прави почесто контроли бидејќи имаш голем ризик да развиеш канцер на простата. И луѓето ќе го фатат во рана фаза, каде што е поголема процентот на излечливост. Така што е од големо хумано значење тоа. Но добро, вие како луѓе научници имате интенции за хуманост, но пазарот не е хуман, он секогаш ги бара другите работи. Што све може да биде апликативна биоинформатиката? Правилно, коректно? Дабстеп. Одлично го срочи ова дека секое научно достигнување може да се користи и во добро и во зло. И тоа баш кажува дека злото не е во материјата, туку е во човечкиот ум, како ќе ја искористи таа материја. Така што со биоинформатиката може да се прават и нови вируси, тоа што сега малци теориите на заговор го потикнуваат и за Кина, па дека вештачки бил направен. Може да се прават биолошки оружја, може да се модифицират бактерии кои што ќе се имуни на секакви антибиотици. Може, значи, и за лекови, и во фармацевска индустрија, и за откривање на канцер, ама може и за биолошко оружје, и за вируси. Да, секако, и во две насоки. Како може да се делува врз, што све делува врз ДНК-то? Ево сега не знам колку ти забегуваш во тие медицински термини, колку ти како дипломиран електроинженер треба да ја знаеш и таа сфера. Дали ја проучуваш и таа сфера, што све може да делува на нашата ДНК и во таа биоинформатика? Не ми е познато нели што све оваа наука носи во себе и што све треба ти да истражуваш во врска со твојата магистерска?
Па, од она што го знам, две работи сигурно делуваат на ДНК. Првото се слободните радикали, нели, затоа пиеме антиоксиданти кои што ги неутрализираат овие слободни радикали. Од нашата индустријска храна, стресен живот, се уат тие слободни радикали кои што вршат оксидација на клетките, ги нарушуваат смрт на клетка, мутација на клетка, не дај Боже канцер и така натаму. И затоа, нели, антиоксидантите спомагаат тука во борба против нив, и јонизирачкото зрачење. Затоа, нели, кога одиме на рентген, компјутерска томографија, PET scan, гама зраци, Преска Петар, нели, исто збореше и за тоа. Космичкото зрачење, се разбира, ние доколку сме без скафандер навор од планетава, ќе имаме изгореница за 5 минути, ќе имаме брзо изгореница на кожата, дури повеќе можеби, ама затоа мислам дека земјата има многу убави штитови направено со таа озонски штит, атмосферата да ги филтрира тие штетни зрачења, ама пред се ван халеновите појаси електромагнетните кои не штитат. Така. Така што извини, само да заклучам тие двата, значи слободни радикали и јонизирачко зрачење. Тие надворешни фактори. Другото е од внатре мутации што не може да ги контролира. Златко, те молам ако може малку во десно за перфектно. Да има место на екранот малце за мене. За мене малце поише треба, ти си момак у топ форма, тебе ќе те и во вертикално да е. Вака кажи ми, јонизирачко зрачење, што е јонизирачко зрачење? Јонизирачко зрачење е дел од електромагнетниот спектар кој што има доволна енергија да ги избие електроните од атомите или молекулите. Значи, нашето тело, нели, е создадено од тие ДНК-та конкретно од тие нуклеотиди, азотни бази, фосфорни групи, аминокиселини, протеините и така натаму, и сега тие си се во некакви врски, ковалентни ионски врски, и тука нивната врска е со тие, да кажам, електрони од последната орбитала, кои што се доволно оддалечени од јадрото на атомот, ама сепак се стабилни за него. И сега, доаѓа фотон со висока фреквенција, го возбудува, тоа така се вика, excites, електронот, и тој, ако го возбуди премногу силно, му даде премногу голема енергија, ќе го напушти атомот. И штом го напушти атомот, ти електронот... едноставно го кажува што, возбудувањето е во суштина му дава енергија. Поточно електронот добива енергија од фотонот и има малце повеќе енергија што му е потребно да ротира во орбитата и тогаш иде погоре. Добро, и што се случува натаму? Електрон е стабилен во електронски орбитали, тие, нели? Така, класичен ги знам. Атомот. И ако добие одредена енергија, може да се качи на повисока орбитала, добро. Ако добие преголема енергија, може да ја напушти. Но сепак тие енергии се од УВ спектарот па нагоре. Значи, така. Сега точно ќе ви ја кажам и бројката. Повели? Вика 1.000.000 гигахерци па нагоре. Толкова енергија треба да добие електронот за да може да го ионизира атомот или молекулот, па да ја промени таа хемиска структура и да направи проблем. Значи, последниот спектар од УВ зраците, гама зраците се од 1.000.000 гигахерци па нагоре. Значи, ако електронот промени место во орбитата, тогаш ќе добиеме друг елемент, хемиски процес е ова. На некој начин ќе се смени карактеристиката на атомот, тогаш тој нема да биде атом на нешто или ќе стане атом на нешто друго или нешто не ради. Не, само ќе биде ионизиран. Ионизиран. Ако излезе електронот, ако излезе ќе биде ионизиран, ако само смени орбитала ќе биде во возбудена состојба. За да се промени атомот треба да се смени атомскиот број, нели? Така, добро, фала. Видиш, ја не знам, ја затоа сум од децата што бегале од часови од хемија и физика. Ама затоа вие, професоре, ме враќате у орбитала нормално, која многу се занесувам и возбудувам. Значи, дали атом кога е возбуден и во возбудена ситуација, значи, сега збориме за јонизирачко зрачење кое делува и сега претпоставуваме, шпекулираме дека е тоа некој атом или молекула дел од човеково тело.
што станува со карактеристиките на тој атом кога е возбуден? Дали како делува он на својата околина? Дали он може да ја измутира ДНК, да произведе некакви процеси штетни по организмот? Апсолутно не. Апсолутно не. Додека е возбуден, нема никаков проблем. Кога ќе атомот, да го замислиме вака, тој е електрично неутрален. Имате јадро кое е позитивно, имате електронски орбитали кои се негативни и заедно тој, кога ќе ги гледате од страна, тој е неутрален. Том ќе изгуби еден електрон, атомот, тој веќе станува позитивен, затоа што има дисбаланс, нели, електрон напушти. Ако добие електрон, станува негативен и тој тогаш е електроактивен, да кажем така, енергетски активен. Но за да се случи тоа се фреквенции кои што се 1000 пати поголеми од видливата светлина и 100.000 пати поголеми од највисоката фреквенција на 5G зрачењето. Значи 5G зрачењето е има повеќе спектри, но највисокиот спектар му е, мислам, околу 40 ГГц. А ионизирачкото зрачење почнува од 1.000.000 ГГц. Че станува збор за околу 100.000 пати посилно. Но имаме, ја во ЈНА имам служено во радарските системи и имавме прилично строга обука каде што имаше многу забранет дел во кој смеевме да се движиме, каде што кога радарите беа вклучени за детектирање на авиони, или летала преку небото. Во тоа што во кругот нивни тоа зрачење на радарското зрачење беше смртоносно. Значи не ни викаше повреда, не ни викаше изгореници, ќе ве убие. Каква разлика е тоа зрачење, но секако нели веќе на 5 метра немаш никакво гајле. Тоа го знаевме, служевме стража, но имаше обележано. И така научив дека се што, и на тие предавања, дека се што зрачи, во зависност од неговата сила, колку си поблиску до изворот, толку е поопасно тоа зрачење за тебе. Како, например, што е Сонцето, колку поблиску сме до него, толку тоа зрачење ќе биде поштетно. Колку си подалеку, помалку ќе делува. Петар и самиот кажа дека 5G-то во не само 5G, се што зрачи во негова близина е штетно. Буквално. Дали е телевизија, дали е радиостаница и така натаму, ако е ептен близко. Но што ме тоа веќе подалеку, јачината му опаѓа и тогаш едноставно влијанието нема никаква врска со ова. Колку е ова точно? Како што спомна и Петар, зрачењата кои што се имаат висока фреквенција, како 5G зрачењето, тие 40 ГГц, од 10 до 40 ГГц, тоа има висока фреквенција, ама нема силен домет. Оние што имаат пониски фреквенции, тие имаат подалечен домет. И ако си близко до 5G антена, може малце да те топли, нема да те изгори, ќе те топли, но не може ионизирачки да делува на телото. Не може да направи мутација на ДНК. Како микробранова печка, ама која слабо работи. Па да, микробрановата на 10 см грее добро. Веќе на 20 см на квадрат паѓа тоа. Значи, ако е двојно си подалеку од нејзе, 4 пати се намалува десно. Ако си 10 пати подалеку, наместо на 10 см си на 1 метар, веќе 100 пати паѓа интензитетот. И нема да може ни од 20 на 25 степени да загре вода. Дали мислиш дека ако се воведе 5G мрежата може да делува штетно на популацијата? Бидејќи треба тоа многу почесто, сега имаме за 3, за 4G, имаме нели овие што се куливе кои зрачат, но се прилично оддалечени, така што и нема некај штетно зрачење. Но за 5G е потребно да бидат пониско, да бидат многу почести, затоа што нели споредбата беше дадена како Wi-Fi, да го сватиме. Wi-Fi после 10 метри едноставно сигналот е ништовен. Мислам за реална употреба некаква.
Да. Знаете, 5G ќе си дојде кога тогаш. Работата е дали ќе видиме ние во тек со светот или ќе бидеме опашката во светот. И целата таа игра, еве на пример, многу луѓе го фаќаат што не се многу блиски со науките или со технологијата, они одат на аргументите дека некоја земја го забранила. Ако ќе прогуглаш од вистински извори, и тие извори се најчесто фейк ньюс. Еве за Словенија имаше само едно го одложи малку и чисто пати тоа е од политички причини. Кога луѓето се бунат во Словенија дури имаше и протестирање, демонстрација имаше на луѓето. И сега кога луѓе се бунат, мора малку да знаете, политичарот е малку ставен кој да ја води земјата таму, не се разбирам баш, ама ако го одобри, јутре знаете човек ќе си добие природен канцер. Да речеме, што живее таму, секоја зграда речи си веќе имаш ако после срцеви заболувања, луѓето од канцер најмногу загинуваат. И во еден од зградата по просек ќе се случи на постари години. И во еден од трите влезат, да речеме. И тој гневот на семејството, ние секој сакаме виновник да најдеме. Зошто се разболе и ќе речат епа за онаа антена што ја стаја таму и луѓето ќе офрлат гневот врз политичарот, врз мобилниот оператор и сега малце одложувањето е мислам дека политичка игра тука, а не дека ниедно тестирање до сега не е направено од ниту на глувци, ниту на мајмуни, ниту на луѓе, дека 5G може да предизвикува канцер или некои други генетски заболувања. Студија нема. Ама сега се воведува, декември се воведува, значи 2020 е 5G, и уште немаме човечки студии на долгорочен за да може да се каже, ете, знаете, таму има. Штом нема научни сознанија, штом нема студии, тогаш тој празен простор се пополнува со страв, шпекулации, теории на заговор, оправдани или неоправдани. Ја мислам се злоупотребува тој простор од страна на луѓе кои што еве баш вчера ми пушти едно видео кој што изгледаше толку профи направено со знаете луѓе у бели мантили, микроскоп тука и одмак просечниот гледач тоа му делува ова е нешто научно, за да стојат научници. Дека се авторитети тие. Да, ама ниту едно име на научник не беше спомнато, ниту една клиника која што водела, значи ништо не беше спомнато. Знаете, еден факт сакам да спомнам тука, да не го заборавам, си го патив тука и убелешкиве. Видливиот спектар, оваа светлина сега јас и ти што се гледам. Добро. Е прилика видливата светлина е 100.000 гигахерци, 1000 пати посилна од 5G зрачењето. Значи светлината од сонцето што ја добиваме ние. Така што ние секој ден со години, илјадници години, векови сме били излочени на 1000 пати поголемо зрачење од 5G зрачењето. Па еве, никој не рекол ајде луѓе да протестираме, да го угаснеме сонцето. Но они велат дека е тоа природно и сме се прилагодиле, а 5G тоа е вештачко и немаме време да се прилагодиме на тоа, бидејќи ние сме познати по тоа, доминираме со оваа планета, затоа што сме еволуираме и се адаптираме. Електромагнетниот бран не познава природно и вештачко. Тој си е електромагнетен бран, си лета. Дали бил природен извор, дали бил вештачки, од науката тоа е исто. Така што, пак ќе кажам, да, ќе треба малку време, ќе има притисок. Знаете како, ја предвидувам дека ќе биде. Во некои земји, еве, Швајцарија го воведе. Швајцарија има 90% покриеност. Во Кина се воведе. Ќе си помине година дена, ќе видат луѓето ќе легнат на брашно, нема никаков страв, не се зголемила смртноста, ќе направат споредба 2019 колку починале од канцер, до 2020 може заради природниот прираст да има малце зголемување, ама ќе биде во рамките на нормалата и полека ќе почнат другите развиени светови, полека цела Европа и нашиве ќе легнат на брашно. Само проблемот е зошто да бидеме последни, само заради тие фейк ньюс, само заради стравот, само заради тоа што некој седнал на WC шоле и направил рестрч од мобилниот. Знаете, сега тоа е модерно, не се цени некој што 10 години го исплатил. Се изгуби довербата малку во науката и полунауката стана ин. Еве, например, живејќи ве распна затоа што имате глобус, вела дека е тоа лага и земјата е рамна. Не навлегуваме во тоа. Биоинформатика. Колку биоинформатиката има во основи затоа што
не во оние предпоставки 5 парачки што ги даваат, туку ја имам читано книгата за изумите на Никола Тесла, каде што он прилично многу кокетира во тоа непознато време и полека сваќа дека се е вибрација, бидејќи секое зрачење во суштина негова најмала е некаква вибрација која се групира вака, така, енергетски и сето тоа. Биоинформатиката, зрачењето Тесла, има ли ова некаква корелација со се во ова? Дали вие како електроинженер во оваа магистерска ви се наоѓа некоја таква допирна точка? Биоинформатиката вака не може да ми текне сега на врв на јазик да има негде баш спојка со тоа што ти го зборуваш. Ги читаме тие, нели, особено на интернет, луѓето ги даваат тие аргументи дека човековото тело вибрира на некои фреквенции, малце се тие, би нарекол, неуки, немаат издржаност, дека, не знам, мозокот вибрира на 8 херци, фреквенција и така натаму, не постои таква научна студија. Сепак, за да нешто на фреквентно ниво влијае, треба да постои резонанца. За да можете да, знаете, кога маршираат војници на мост и велат дека може да се сруши мостот, тоа ако маршот дојде во како се викаше тоа? Да. Во резонанција со мостот, да се сруши. Ама нашето тело сите војски во свет и ја во војска ни беше забрането да маршираме на преку мостови. Тоа апсолутно е. Него ова ај уште малце да се навратиме тогаш за биоинформатиката, бидејќи повеќе за 5G немам што да ве прашам. Вашиот став е јасен дека тоа не може да биде штетно и толку катастрофално по човековото здравје. Добро, тоа е вашиот дефинитивен став, така? Да, може ли тогаш, мислам, тука завршува интервјуто, но ме заинтересира ова темава биоинформатика. Што во суштина треба да донесете како заклучок? Што проучувате и што треба да се дознае, еве, например, од вашата магистерска, од биоинформатиката? Рековте дека тоа ќе биде прилично добро за проучување на предвремено детектирање на некои наследни заболувања. Но што е со актуелни? Например, да, повелете. Например, нели бидејќи канцерот се извинам. Ве прекинав па. Дадов и така натаму. Типично непрофесионално за јади бурек. Например, дека некаква биоинформатика постои кај канцерогените клетки, кај одредени заболувања, кај некои имуно заболувања. Постои некоја информација погрешна или дегенерирана или мутирана која се пренесува понатаму, која прави проблем. Значи, некако вашата биоинформатика ја гледам повеќе во сферата на медицината. Па таму е некако најприменлива за добробит на човештвото, ај така да кажам. Значи, не секоја мутација ќе биде проблем. Ние имаме многу мутации во нашето тело што се инфериорни мутации и не прават проблеми. Ама некоја мутација може да доведе до смртна клетка. И таа не е најпроблематична. Најпроблематични се оние мутации кои што ќе доведат до малигна клетка, до канцер, да речеме. И кога алгоритмот, да речеме, има софтвер за биоинформатика кои што користат банки на гени, каде што веќе има датабаза на, да речеме, 5 милиони секвенционирани гени, и алгоритмот ги истражува и забележува една мутација дека кај 10.000 луѓе ја има таа мутација и таму има 180 болни со канцер на кожа, меланом. Од друга страна, кај луѓето 10.000 луѓе што немаат таа мутација, има двајца што имаат меланом. И одма се гледа дека тука постои некаква каузалност помеѓу мутации и така го лови таа мутација, за да после кога Јанко ќе направи секвенционирање на геном, сега наскоро се очекува, кинезиве прават за $100, можете цел геном да си го имате како на касета и ќе ви кажат дека вие имате предиспозиции за срцево заболување, за канцер и така натаму. Друга сфера што е сега актуелна за вирусов, за короната, нели, е што може да се следи неговото движење. Дури
знаете, по аеродроми може да вие да взимате од рачките на како што се фаќале луѓето, може од таму да взимате семплс, со такви кои за уши памукчиња, да речеме да взимате и да гледате како луѓето од која држава, кон која држава го пренесуваат, потоа можете да следите како се менува вирусот и според тоа дрво на на променливост да видите каде мутирал, каде е поопасен, ако веќе влегол во некоја држава, какви превентивни мерки Министерството за здравство треба таму да направи. Се тоа е работа на биоинформатиката. Работа на биоинформатиката е да следи колку болни има, колку од нив проценти преживуваат, колку проценти е прирастот на населението, колку вакцини ќе треба, колку маски. Сите тие информации, сепак се бројки и може да се калкулираат. Како ќе се вика вашата магистарска? Уште немам одлучено што, како што забележувате, многу работи ме привлекуваат. Ама сакам да биде во насока на медицината. Ако моето име може да го има во едно од 50 имиња во некоја научна студија што ќе направи мал исчекор за канцер, ја ќе бидам многу задоволен од студиите. Дали биоинформатиката може да биде применлива во идни технологии во смисла поврзување на човекот со машини, бидејќи сега се ова што го правиме ни треба тастатура, треба да допреме, треба да пипнеме некој софтвер за размена на информации. Кибернетиката, например, па гледа тоа да го скрати тој пат повеќе преку мимика, ако не преку мимика, преку читање на сигнали. Дали биоинформатиката може да помогне во идното полесно комуницирање и управување со технологијата помеѓу човекот, таа аналогна дигитална врска да се намалува и да биде покомпатибилна? Бидејќи денеска еден текст да напишам, ја треба сериозно да се намачам, да напишам реченици, па да ги едитирам, па да го средам и така натаму и така натаму. Ако млад си ти да се сеќаваш на тој филм, се викаше Goodbye Mr. Chance, каде што богатиот мултмилиардер диктираше и се испишуваше текст, што уште денеска не сме го постигнале, а Томас Долби рече, мене ми требаат, кој беше на времето многу прогресивен во создавање на музика, Томас Долби треба да го знаеш од општа култура, вика ми треба 2 жици да ја чуете правата музика, бидејќи додека го отсвирам не е тоа што ми е во глава. Дали биоинформатиката може да биде и дел од кибернетиката, например? Многу убаво прашање за сонување така. Дефинитивно биоинформатиката е многу блиска со генетскиот инженеринг. Веќе имаме ние дури и како да кажам, се користат дури нештетни, непатогени вируси каде што може да вметнете модулирана ДНК која што може да лечи генетски болести во вашето тело. Ама ти што го прашуваш... Не, добро, занемариме мене. Ти сега збориш за ГМО, генетски модификувано? Генетска модификација да се врши? Имаше... Например, да се имплементираат во мене, во мојата ДНК, да се имплементираат од оние алги, оние медузи кои светат во длабоките, значи ја би светел навечер, например, такви некои работи. Знаеш нешто мислам? Пред 2 години во Англија, или лани беше пред 2 години, не ме држи за збор, имаше девојка болна од српеста анемија. Тоа е мала модификација во ДНК-та која што го прави хемоглобинот малку вака и како српест. И проблемот е што не може многу кислород да зима. Тие луѓе е добро што од маларија не може да заболат во Африка, ама од друга страна некако се поанемични. И сега, бидејќи се работи за мала мутација на ДНК-та, зема од коскината срцевина, делче кај што се создава хемоглобинот, го модифицираа тоа делче, тие клетки, направија добра ДНК, ја размножија, ја ставија во капсули од вируси и со тие вируси ја заразуваат незината коскина срцевина и таа
таа потоцна станува има да лачи, да произведува добар хемоглобин. И фактички имате лечење на човек преку тоа што го заразуваме со вирус, ама добар вирус кој што носи поправена ДНК и личноста сега има добар хемоглобин. И тоа значи, со ова е класично биоинформатика, ја менуваш информацијата која вирусот треба да му ја пренесе на телото, за да ја направи таа модификација, за да се доведе во некоја стабилна состојба. Да, бидејќи популарна темата со вируси од периодов, сакав да дадам еден пример кај што вирусот може да биде многу добра ствар. Бидејќи вирусот има една многу добра особина, тој знае како да влезе во клетката, човечковата клетка. Таму има и некои клучеви на мембраната наша и вирусот ќе дојде со истаков клуч и ова мембранава ќе му рече ајде влагај. Така всушност нели не напаѓа секој вирус што е патоген за нас да влезе во нашата. И сега ние користиме, земаме нештетни вируси, он си има машинерија да влезе у клетката и ние внатре може да му ставиме ДНК што ќе поправи нешто кај нас. Интересна работа. Имаше еден научник чија болна керка, неизлечиво болна керка, успеа да излечи со вирус, кој донесе информација и излечи од болеста. Тоа беше Т-вирус. И научникот работеше за Umbrella корпорацијата, а после ја гледавме во 7 продолженија Мила Јововиќ како се бореше со последиците од тоа. Resident Evil, играта и филмоите. Never mind. Малку на шега. Да, повеќе. Во Cineplex имаше филм, гледав пред лани, мислам дека беше ова време, пролет негде беше, ама не ми текно името како беше, ама слично беше еден човек, генетски инженер, кој што го губи своето семејство во сообраќајна несреќа, зима под малце ткиво од фамилијата, ги носи со неговиот другар, зимаат матични клетки, ги инсталираат гените нивни и одеднаш ги произведува жена му и децата на иста возраст. Нели, тоа е малце во кибернетика. Лош филм, го гледав филмот и тоа 2 пати. Сакам лоши филмови јас. Да, со биоинформатика ние би требало да создаваме или подобри верзии, или да се бориме против старење, или да бараме долговечност и слично нешто. Интересно, колку што зборевме за 5G, не баш толку, но во целиот контекст преку биоинформатиката и вашите сознанија дознавме дека ионизирачките зрачења за кои е сега дебатава, во суштина народот се плаши од тие ионизирачки зрачења. Така, Харпот, 5G, тоа се тие ионизирачки зрачења, но тоа се истите зрачења кои се и радио, и телевизија, и така натаму. Да, не, 5G не е ионизирачко зрачење. Значи, рековме од UV зраците па нагоре тие се ионизирачки. Значи, тука е 5G, па инфрацрвена, па видлива светлина, па UV зрачење и веќе гама зраци, X зраци се нааму. Тие се високите. Значи, тие се ионизирачки зрачења што можат да ги менуваат хемиските врски соединенија во нашето тело. А ти немаш никакви сознанија во твоја работа дека овие зрачења како што се Wi-Fi, овие на 400 до 4000 Hz и така натаму, дека може да има толку штетно делување, па и смртоносно или дегенеративно врз нашиот организам? Ниту една студија до сега, сериозна студија, мора се така да кажеме, сериозна студија, нема потврдено штетно зрачење. Тоа птици што паднале, го зборевте со Петар малце, баш на Google направи се еден срч и најдов и во 2003 луѓе објавувале паѓа птици и во Холандија, и во Кина, и во Америка, и во 98 година, кога не постоеше ни 4G зрачење. Значи имавме... Да. Сакам да кажам и претходно имале такви, и сега може би да беше до снегот, малце залади, не знаеме од кои причини, ама не е дека птиците, видовме дека и пред 4G па птици умирале. И они се заразуваат од вируси, температури, глад може да настане. Сега кога што не се движат луѓе навор, не јадат хамбургери, вака не им паѓаат трошки може од тоа, кој мислам не знаеме од што умирале и дали па на вистина може, знаете, ја неколку пати фатив на Facebook слики од 2014-та, ги постираат како да се од вчера сликани
чели таму изумрени и ги наоѓаш на Твитер постирани од 2014. И се викаш тука некој намерно сака да направи некоја вирална вест. Кликбейт вест. Колку време ќе ви треба за магистерска? Колку време планирате? 2, 3, 4 години? Па уште една година, ја би рекол. Јас се надевам дека кога ќе ја одбраните магистерската, ќе ми бидете гостин и ќе разговараме малку повеќе за вашата магистерска за биоинформатика. Навистина интересна тема која надвор од сите овие работи и теории. Ви благодарам што еве во не баш многу благодарна тема се вклучите, кај што има и теории на заговор, но има и реална загриженост, да помогнете да ги објасните некои работи на јавноста и ви посакувам успех. Благодарам многу и мене ми беше чест да присуствувам во вашата емисија и се гледаме пак во следна прилика. Благодарам, драги почитуван господине Златко Бучковски беше тоа. Во првиот дел од емисијата гостин ни беше Петар Котевски. Ова беше еден мој придонес од овие двајца соговорници да ви предочам, бидејќи баравте емисија во врска со 5G. Ја не го омаловажувам, не го абстрахирам она што ми го праќате како YouTube и така натаму, но секако дека го абстрахирам моите колеги новинари кои се маргинализирани во овој момент и потребно им е малку значење, па секогаш благата параноја и идењето по влакното на народот е добро за враќање на рейтинг, на кликови и слично. Ја уште еднаш ќе ви повторам. Значи, сум бил дел од, значи, прилично добро го познавам зрачењето, радарското зрачење, во смисла, сакајки, не сакајки, како дел од против авионската одбрана на некогашната држава, поминав една добра обука за против авионските системи, ракетните системи кои беа наведувани од радарите, така што во обуката бевме прилично добро информирани. Она што го знаме е дека секое зрачење, значи секој радар кој праќа сигнал, кој треба да се одбие, се враќа и така го гледа на екран, така го добиваме, толку е, тоа е силен електромагнетен импулс кој кога ќе се врати ни дава податок каде поминал, каде има некоја трага и таа ја анализираме и така знаеме дали има објект во движење на одредено место. Сонарот нешто слично прави за подвода. Она што го знам е дека кога си во непосредна близина на било каков предавател, радио, телевизиски, предавател како радарски систем, бидејќи он предава сигнал, затоа и се вика предавател. Овие предаватели за телевизија не земаат повратен сигнал, иако и тие сигнали од негде ќе се одбијат, па ќе се вратат и така натаму, тоа други систем. Но во секој случај, ако си многу блиску, а јачината на сигналот е голема, може да биде опасно. Воените радарски системи користеа енормна енергија. Они имаа, секој радар имаше свој посебен вагон генератор со дизел машини за да произведат доволна количина на електрична енергија, заборев колку електрична енергија им требаше, за да испратат силен сигнал кој ќе биде под висок напон и кој брзо ќе даде точен одговор на која далечина и со брза фреквенција за да можат сепак се работи за безбедност, воено и така натаму, кај што многу не се мисли на безбедност на војниците, туку на одбрана на територијата. Но веќе на 5 метри околу него, бидејќи знам дека покрај тоа што си обучен за следење радар, местење ракети, како работи целиот систем, мораш и да отслужиш стража. Па и додека работеле, сум бил на околу 5 метри од нив. Но имаше ограда и велеа под ова не. Па дури и предавателите, кога доаѓаат да се исклучуваат, да се поправат или да се интервенира на нив, мора да се исклучи затоа што тој што треба да го допре. Инаку предавател во суштина е кристал кој вибрира.
Во тие предаватели се цевки во кои има одреден кристал, зависно каков, зависно со која струја, он вибрира и така испушта електрони кои се во суштина електромагнетни импулси кои ние ги примаме како видео сигнал, ТВ сигнал и слично. Колку е ова штетно на пошироко поле и дали ова уништува птици на такво нешто, тоа е интересно прашање. Секако дека ќе имам уште гости. Оние кои се убедени дека овие 5G зрачења можат да произведат вируси, да убиваат птици и нас да не распарчат, потребно е сериозни научни студии да се направат. Инаку да ви кажам, ако се во ова е некаква приказна за депопулација, да ви кажам само последна работа, не сакам да ги омаловажам гостите во нивново излагање, но ќе ви кажам дека после оваа криза ние ќе имаме страшна репопулација. Имено, не знам дали знаете или приметувате, ако не сте приметили, наскоро ќе приметите. Многу фабрики не работат. Едни од фабриките кои беа први затворени се фабриките со кондоми. Во моментов во светот недостасуваат 10 милиони кондоми, што значи ќе имаме бејби бум во наредните година дена. Тоа апсолутно не ни гине. И кој сега ќе ме убеди мене во депопулација? Бидете ми со добро здравје, за се друго ќе се договориме и ќе решиме. Во состојба сме на изолација. Во оваа изолација не плашат со информации. Верувајте ми, бидете послушни, почитувајте полициски час, почитувајте инструкциите од Министерство за здравство и не потпрашувајте треба или не. Но, слободни луѓе сте да размислувате со своја глава, ама не размислувајте со глава на некој си кликер и така натаму. Тоа не значи дека се е лага и не значи од страна на науката, ниту значи дека се е вистина од страна на теориите на заговор. Некаде има средина. И ниедна не е толку страшна за да сега во оваа ситуација си создавате лична параноја, која верувајте ќе ја пренесете како енергија, ментална, емотивна, на вашите деца. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.